Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. За отприлика 2 недели не очекуваат настапи на младата репрезентација на Македонија до 21 година во европските квалификации и стартот на квалификациите на селекцијата за светското првенство во Русија 2018-та. Младата репрезентација ќе игра со Шкотска, додека селекцијата на отварањето на мундијалските квалификации со Албанија, која настапи на последното европско фудбалско првенство. Затоа вечерва ќе разговараме со двајцата селектори на двете селекции, Игор Ангеловски на селекцијата. Добре дојдовте. Добро вечер. И Благоја Милевски на младата фудбалска репрезентација која се уште во игра најмалку за баражот на европското фудбалско првенство. Благоја, добре дојде и ти. Ангеловски, ги отвараме мундијалските квалификации, еден нов циклус. Се обидовте на последните пријателски надпревари да создадете група на фудбалери која би требало да биде практично костурот на тимот. Се обидувате да ја подмладите репрезентацијата? Добро. Мислам дека имавме доволно време да увидиме формата на сите потенцијални репрезентативци и на пријателските надпревари и низ нивните секојдневни настапи во клубовите. И мислам дека веќе како што кажавте, група на фудбалери кои ќе продефилираат низ квалификациите. Списокот ќе го соопштам во среда за тој надпревар. Така да очекувам дека спремни ги дочекуваме овие квалификации и се надевам на многу подобри резултати за разлика од претходните два циклуси. Разговараме и за надпреварот со Албанија воопшто за овој квалификацијски циклус. Милевски, младата репрезентација е на позиција на табелата број 3, односно наделва на втората позиција заедно со селекцијата на Исланд. Играме со Шкотска на 2 септември на гости. Еден надпревар кој би требало практично и да го одреди правецот на нашиот национален тим во завршниот дел од квалификациите. Каква е состојбата со составот ваш до 21 година? Со оглед на она што го говориме пред емисијата, очигледно на повидок се доста проблеми. Што да кажам, не знам, стварно што се однесува до играчите во моментов, стварно е неблагодарно да кажам било што, затоа што се наоѓаме во една ситуација да 8 играчи од 11 стандардни кои ги игра и кои ги завршува надпреварите, последните барем 3 надпревари со Исланд, Франција и Украина, се по знак прашалник. Кој од повреди, кој од недобивање на познавајќи ги момците и нивниот карактер, знам дека ќе ги надминат овие проблеми моментални и ќе бидат на нивото на претходните надпревари. Прашање за двајцата. Ангеловски, почеток е на сезоната и во големите првенства и кај нас. Колку тоа ви отежнува работата, формата на играчите? Добро, мислам дека од тој аспект не би требало да има проблем, затоа што фудбалерите ги имаат завршено припремен период и би требало да се во полна физичка спремност. Но еве како што кажа селекторот Милевски, повредите се тие кои можат да бидат голем проблем, однос и вториот е нивната минутажа во клубовите. Кога станува збор за репрезентативци, тоа е доста значаен сегмент. Ние знаете дека не сме фудбалска велесила, па да имаме избор од, не знам, голем број на фудбалери кои настапуваат во странство, него и тие што ги имаме немаат доволно минутажа, како во странските, така и во домашните клубови, но јас сум оптимист и гледам, значи, ние што се најподготвени, ние што се најстандардни во клубовите, барем во овој момент говорам за репрезентација, да бидат и ќе бидат повикани за надпреварот со Албанија. Милевски, истото прашање. Подготовките, како што рече Ангеловски, се завршени, но вие имате сериозни проблеми
колку тоа ќе влие врз играта на младата репрезентација. Победивте Украина на последниот надпревар, имате 6 одлични резултати во низа. Јавноста се воодушеви од овој скор што го има младата репрезентација во овие европски квалификации. Може ли да продолжи таа низа на успешни настапи на младата репрезентација против Шкотска, бидејќи и на гости сме навистина одлични во овој квалификацијски циклус? Значи, јас се надоврзам на мојот колега дека малку е поинаква ситуацијата во младата репрезентација затоа што сме ограничени со година на раѓање на фудбалерите, така да момците што се селектирани за овој квалификацијски циклус со своите игри, со својот однос кон националниот дрес и тоа што го покажа на овие претходни, тоест одиграни 7 надпревари во овие квалификации, си го заслужува местото во репрезентацијата, без разлика на моменталната ситуација во клубовите. Они на некој начин ја задолжи оваа репрезентација и мене како селектор да им дадам шанса без разлика во која моментална ситуација и состојба се наоѓаат. Дали од здравствен карактер, се разбира дека додека се во можност да настапат, они ќе бидат повикани за тие што се рехабилитираат од повредите, а оние што во моментов не настапуваат за своите клубови ќе добијат шанса без разлика што не се стандардни во своите клубови, затоа што покажа квалитет, покажа талент, покажа потенцијал да бидат на исто равниште со најдобрите во Европа во моментов. Ангеловски, околу составот, рековте во среда ќе го соопштите списокот на играчи за надпреварот со Албанија, но со оглед на фактот што се случува на теренот практично, вие знаете многу подобро. Додиме ред по ред за голманската позиција, очигледно се отвараат и проблеми, но имате и доста голмани кои чукаат на вратата на репрезентацијата. Па добро, не би сега ја споменувал имиња. Така. Значи во овој момент добро е што Столе Димитриевски потпиша за шпански второлигаш, значи го реши својот статус. Очекувам многу затоа што првенството почна во сабота, најави дека веќе ќе го брани тој надпревар. Има и други голмани кои се во добра форма, кои конкурираат за тоа место. Комплетно генерално нема да биде широк списокот, планирам да повикам 18 фудбалери. Јас и кога ме назначија на ново место кажав дека не планирам да го ширам списокот. Целта ни е да ги наградиме фудбалерите, како што спомна селекторот Милески од У21, кои со своите игри, со својот резултат начело него постигнаа резултати за респект и она што на почеток го кажавте дека планираме подмладување на селекцијата да го извршиме во текот на овие квалификации, но не за надпреварот за Албанија. Нема да бидат повикани ни еден фудбалер од У21, бидејќи сите мора да им дадеме поддршка на момците и на селекторот Милески да пробаат да, што може подобри резултати успеат и дај Боже да се пласираат на европско првенство, што ќе биде еден огромен успех за фудбалот во Македонија, додека во оваа репрезентација за овој надпревар ќе бидат повикани, како што кажав, 18 фудбалери кои се стандардни, кои заедно понатака со оние фудбалери од младата репрезентација ќе го направиме тој спој од 25 до 30 фудбалери кои ќе го изнесат теретот низ квалификациите. Во една исклучително силна група сме во овој квалификацијски циклус, многу опции и немаме. Отвараме, рековме, со Албанија, која настапи на последното европско фудбалско првенство. Резултатски можеби не пројдоа како што тие сакаа, меѓутоа покажаа дека може да играат со секого квалитетно. Ја победија Романија, но останатите два меча не беа баш надиграни целосно. Како ја гледате Албанија како противник сега од ваква перспектива? Од завршувањето на европското првенство до денеска, сметате ли дека можеме таа еуфорија нивна да искористиме и евентуално да тоа празнење мотивно кај нив биде на наша страна? Искрено, јас сум повеќе сконцентриран на нашата репрезентација и многу ми е важно како нашата репрезентација ќе го одигра тој надпревар. Нормално, целосен респект за домаќинот, за нивните резултати, за пласманот на европско првенство, но пак ќе кажам,
сконцентриран сум на нашата репрезентација, како да се спротивставиме, како да ги искористиме слабостите што ги пројавуваат и да ги неутрализираме нивните добри страни. Вие бевте во Франција, Да, ги проследив во нашите живо на противници. преварите, се работи за квалитетен противник, за одлична репрезентација, кој во своите редови има фудбалери кои настапуваат во големи европски клубови и кој остави стварно одличен впечаток и со репрезентациите на Франција и со Швајцарија. Ја победија Романија, како што кажавте, така да се работи за квалитетен тим, но јас се надевам дека ние спремни ќе влеземе на тој натпревар и дека ќе пробаме да оствариме позитивен резултат. Има ли нешто што ви остави впечаток во играта на албанската репрезентација во однос на останатите репрезентации кои се во нашата група? Блиски ни се, досега имаме одиграно вкупно 8 меча, сме загубиле само еднаш. Статистиката може да најави нешто, меѓутоа не може да биде клучна, се разбира, на еден ваков натпревар. Отварање на квалификациите, ние сме полни со мотиви, со желба да се докажеме, бидејќи и вие сте на селекторската позиција сега за прв пат на еден официјален меч. Нормално дека мотивите нема да изостанат. Од она што ме прашавте што ме воодушеви од нивната игра, морам да кажам дека се максимално дисциплинирани, максимално борбени и ги краси таа нивна борбеност, но нормално дека увидов и некои слаби страни кои ќе пробаме ние да ги искористиме. Ќе продолжиме и понатаму за македонската репрезентација. Милевски, Шкотска на 2 септември, која доаѓа од островото, еден фудбал со кој ние можеби и можеме да се носиме, но во секој случај шкотландјаните имаат квалитетен тим. Што се однесе до репрезентацијата на Шкотска, се работи за брза, доста подвижна репрезентација која него не типичен островски фудбал, значи сака да има топката во нозе, со доста брзи и подвижни играчи, како што реков, кои настапуваат стандардно во своите клубови, значи во премиер лигата на Шкотска, имаат во Англија, некои играчи имаат од Спортинг Лисабон, еден играч кој е поземен сега на, мислам дека е у Сетуба. Највеќе репрезентативци дават екипата на Хартс, Глазгов Рейнджерс, Хамилтон, Инвернес, Свонси, Хал. Имаме ли ние идеја како да ги изненадиме? Предпоставувам дека веќе сте ја анализирале доволно Шкотска како тим. Изминатиот период е анализирана, знаеме што треба, како и кога и каде, така да ќе видиме дали ќе бидат на нивото на кое што е потребно да бидат нашите играчи за еден ваков натпревар за да се извлече еден поголем резултат. Имате два врзани меча со Шкотска па со Северна Ирска за краток период 2 па 6 септември. Навистина дистанца мала, временска, а проблеми многу околу составот. Колку тоа може да влие во однос на резултатот на младата репрезентација. На гости играме навистина фантастично. Сета наша концентрација е насочена кон натпреварот со Шкотска и за вториот натпревар со Северна Ирска во Скопје ќе мислиме по натпреварот од Шкотска. Ангеловски, реков групата ни е исклучително тешка. Што ќе барате како селектор во овие квалификации? Покрај Шпанија, Италија, навистина и Албанија, тешко е да се очекува дека ние можеме да се вмешаме во трката за една од првите 2-3 позиции, но сигурно дека не се предаваме и дека овој тим кој го создавате покажа и добри страни, но и слабости, успони и падови имавме на пријателските надпревари. Како гледате на оваа група која создавате? Има и млади и искусни играчи. На крајот од криштата го вративте и Пандев во составот кој е прав лидер. Па добро, мислам дека враќањето на Пандев беше едно од најдобрите нешта што може да му се деси на А националниот тим. Ме радува што е во добра форма за купот на Италија, постигна и гол, одигра одличен надпревар и неговото присуство во репрезентацијата значи многу од сите аспекти. Кога сме веќе кај групата, јас кажав на неколку пресконференции дека не сакам сега да правиме математики кој пласман
како ќе завршиме, што ќе завршиме. Едноставно сум тренер кој оди од надпревар во надпревар, сите мисли ми се насочени кон првиот надпревар со Албанија, а кога веќе ме прашавте, сакам да бидеме што поконкурентни во таа група. Едноставно Македонија да биде репрезентација која со сите противници ќе биде конкурентна на терен, ќе го даде својот максимум и желба за победа, а на крајот дали ќе успееме, ќе видиме. Но желбата, борбеноста, залагањето мора да бидат на максимално ниво против секого, а дали тоа ќе биде доволно за поволен резултат, тоа ќе видиме по завршување на одредениот надпревар. Веќе подолго време имаме проблем со ефикасноста во националниот тим. Сега го имаме Пандев, Несторовски, Трајковски се жали на повреда. Ќе видиме дали ќе биде во комбинација за мечот со Албанија, се уште е под знак на прашање, според она што може да се прочита во италијанските медиуми. Дали оваа група на играчи во нападот може да смени нешто во однос на ефикасноста? Вие негувате офанзивен стил на игра, одработнички до сега со репрезентацијата се виде на последните пријателски надпревари, без оглед со кого и како играме доста офанзивно. Па добро, јас не планирам тоа да го сменам, затоа што кога веќе сме кај ефикасноста на изминатите пријателски надпревари, одигравме 6, постигнавме 8 голови, што за репрезентација не е тоа мала бројка, но пак морам да кажам дека тоа беа голови постигнати, например 4 со Црна Гора, 3 со Азербејџан. Настојувањата, пристапот на игра повторно ќе биде офанзивен, се со цел да постигнеме гол повеќе од противникот, но пак ќе кажам, ова е репрезентативен фудбал на највисоко ниво. Нормално работите зависат и противникот колку ќе ти дозволи, односно и квалитетот на противникот, но нашата интенција ќе биде таа, едноставно да го негуваме тој фудбал, да пробаме со таква игра да дојдеме до позитивен резултат. Добро ли е за националниот тим што квалификациите мундијалски ги отвара на гости? Или тоа не ви значи баш нешто? Па тоа не, со секој противник треба да играш и дома и на гости, така да не придавам некое значење дали може да се ждрепката е таа и ние мора да прифатиме онаква какво што е. Илјаски, остануваат малку надпревари до крајот на квалификацијскиот циклус за Европското првенство, како што видовме и во текот на овој разговор. Се уште сме во игра за таа најмалку втора позиција. Со селекцијата на Исланд очигледно е клучниот дел во овој квалификацијски циклус, зошто не сме пред нив. Меѓутоа, дали до крајот на овие квалификации сме во ситуација да сметаме на доволен број на бодови за да останеме барем втори на крајот во групата, што ќе биде секако исклучително голем успех. Никош не сум правил калкулација, нити имам намера да правам, па поготово сега кога имаме уште 3 надпревари од овие квалификации. Најважен ми е првиот надпревар со Шкотска, да ќе видиме како ќе се одвијат работите, треба и останатите репрезентации да играат меѓу себе. Како ќе завршат овие квалификации да, битно е, а од друга страна во секој случај се успешни. И не е битно. Значи момците покажаа дека македонскиот фудбал има потенцијал, има талент, кој можат да бидат на исто рамниште на моменти подобри од најдобрите, не според мене, него според сите фудбалски аналитичари во моментов ќе се наоѓаат на репрезентацијата на Франција. И тоа на два пати, не еднаш, што не е случајно, значи. Нивните фудбалери сега моментално на фудбалскиот пазар, значи квалитетот ја одредува и цената. Без разлика на сето тоа како ќе завршат овие квалификации, момците треба да бидат горди, не само они, него и цела македонска јавност на нив, што покажа квалитет и потенцијал и мислам дека само со таков однос кон националниот дрес, пристап кој што го имаат овие момци, можеме да се надеваме на подобро утре. Ова е ваша во наводници генерација која вие предводите, веројатно ќе се пресели кај Игор Ангеловски многу брзо. Има ли доволен број на играчи кои можат да ги наследат овие што сега играат? Каков е капацитетот на македонскиот фудбал во моментов во тој дел од перспективата? Значи да се разбереме, ова не е моја генерација, него ова е само резултат и на добрата работа во клубовите од кои што доаѓаат репрезентативците, добра работа на претходните селектори што ги селектирале во 17, во 19. Да, селектирани се од моја страна,
тоест од страната на мојот стручен штаб, со моите соработници. Склоп на карактери, кои се селектирани од нас, да, но пак ќе повторам и добра работа на клубовите, кои ние, како селектори, сме индиректно многу зависни, затоа што ние ги имаме по 5-6 дена за време на собирот, останатото време се во клубовите и еве и благодарност до клубовите за нивната работа. Се надевам дека ќе продолжат и понатака и дека ќе имаат оние што немаат моментално малку поголема минутажа, али тоа е и на нив самите да се изберат за место во тимот. Мислам дека пак ќе се навратам, ќе кажам дека го покажа својот талент и потенцијал. Сега како ќе се развива нивната кариера и во иднина и дали ќе бидат на нивото кое е потребно или на нивото кое што го имат сега, дали ќе го задржат па да бидат конкурентни и во А репстацијата, тоа е на нив самите. Михаловски, ќе има ли големи изненадувања во составот кој го најавувате дека ќе го соопштите во среда со оглед на тоа што претпоставувам бевте активен лето во контактите со играчите и откривањето на нови играчи, како што беше случајот со голманот Давид Митов Нилсон, кој за жал е повреден? Добро, не би рекол дека ќе има изненадување, затоа што фудбалерите се добро познати на македонската јавност. Пак ќе кажам дека ќе бидат повикани оние кои моментално се во добра форма, кои се во надврвувачка форма, кои се стандардни во клубовите, кои што нели ќе добијат предност фудбалерите кои настапуваат стандардно во странските лиги и кои играат добро, и пак ќе кажам дека тоа се фудбалери кои се добро познати на фудбалската јавност, и мислам дека нема некои преголеми изненадувања да има списокот што ќе го објавиме во среда. Да се вратиме повторно на подготовките. Кога започнуваат подготовките? Доволно ли е времето што го имате пред надпреварот со Албанија? Во планот беше подготовките да ги направиме во Охрид, но поради лошата состојба на теренот на Билјани извори, после одржаните концерти таму на тој терен и инспекцијата од страна на Фудбалска федерација, едноставно условите не дозволуваат да репрезентацијата тренира на таков терен. Ја сменивме локацијата, ќе бидеме тука во Скопје, на терените на Фудбалска федерација, каде што имаме одлични услови. Собирот е на 29, на 3 се патува за Скадар, на 5 е надпреварот со Албанија. Деновите се толку колку што ФИФА и УЕФА не дозволуваат, и да не се повторувам со селекторот Милевски, едноставно нивната работа во клубовите ние треба само во 5 дена да ги спремиме онака нашите замисли што ги имаме за одреден противник, се со цел нели да влеземе подготвени на тој натпревар. Македонија, како што и претходно кажавме, во групава со Шпанија, со Италија, тешко може да очекува борба на првите две позиции. Во нашата група за вас кој е фаворитот број 1 еве во пресрет на стартот на овие мундијалски квалификации? Интересно е што само еден оди на светско првенство директно, а додека најдобрите 5 второпласирани играат бараш. Значи, може да се деси репрезентација од рангот на Италија или Шпанија да не се пласира на светско првенство, или да биде втора во зависност од резултатите, но мислам дека Шпанија е еден фаворит според мене за тоа прво место. Нормално, Италија не смееме тука да ја отпишеме, но мислам дека ни престојат интересни квалификации и доста резултати, дај Боже да има многу изненадувања. Започне и државниот фудбалски шампионат. Таков е каков што е по квалитет. Може ли да се очекува од клубовите од првата лига некои на списокот во среда? Искрено, 2 до 3 фудбалери ми се во план да повикам, ако се биде во ред со нивната здравствена состојба. Јас го ценам домашниот шампионат, посебно клубовите кои се надпреваруваат во Македонија, затоа што не сме во ситуација да имаме многу квалитетни фудбалери кои настапуваат надвор во
во јаки првенства и затоа тука оние фудбалери кои доаѓаат од домашното првенство, посебно од нели овие водечки клубови како што се Вардар и Шкендија кои нели за наши услови направија одлични ги изградија клубовите на доста високо ниво. Гледаме дека Шкендија бележи одлични резултати во Европа. Вардар беше би рекол рамноправен со еден Динамо Загреб во Лигата шампиони, така да се тоа показатели дека квалитетот на фудбалерите кои настапуваат во тие клубови може заправо да го искористиме и во националниот тим. Илевски, ќе го искористам твоето присуство во студиото, иако не си дел од селекцијата, сепак веројатно и ти имаш свое видување за овој квалификацијски циклус, иако си селектор на младата репрезентација. Како гледаш ти на нашата квалификацијска мундијалска група во однос на противниците и конкретно еве за Албанија? Не треба да си некој многу добар познавач на фудбалот и приликите во европскиот фудбал во моментот да дојдеш до констатација дека се работи за една исклучително тешка група, составена од репрезентации кои мислам дека 3 се учесници на европското последно. Како што кажа и колегата Ангеловски дека може да се случи на Италија или Шпанија да не отиде на светско првенство. Мислам дека не очекуваат едни неизвестни квалификации и се надевам и сигурен сум, познавајќи ги играчите и селекторот Ангеловски, дека ќе дадат својот максимум да бидат што поконкурентни во оваа група. Албанија е наш прв противник, веројатно ја следеше на Европското фудбалско првенство, гостуваше и тука во студиото на телевизија Нова, кога ги анализиравме надпреварите од Еврошампионатот. Квалитетен тим е и можеме ли да изненадиме од еден твој агол? Предпоставувам вие соработувате блиско. Значи јас не можам нешто повеќе да кажам, можам само да констатирам дека со самиот факт дека е учесник на едно европско првенство не може да се работи за слаба репрезентација, мора да биде квалитетна. Иако е дебютант као и Северна Ирска и Исланд, али сите покажа И Велс, сите покажа квалитет кој е достоен за респект и ќе видиме што ќе ни донесат овие квалификации. Ви благодарам за гостувањето. Посакувам успешни мундијалски квалификации и успешен крај на европските квалификации на младата репрезентација. Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со емисијата. Во продолжение, колегата Дамјан Николовски разговараше со Здравко Дејановиќ, кој неодамна со група македонски алпинисти се искачи на Монт Блан, па во продолжение на отвореното спортско студио и разговорот со Здравко Дејановиќ. Од клубот, тоа беше акција договорена неколку месеци уназад. Имавме најнормални тренинзи, искачување по планини, нешто по качување по матка. И некаде пред 15 на 20 дена заминавме кон Монт Блан. Акцијата како беше предвидена, така значи цело време си течеше, заврши успешно. Се качивме од 8 члена на 7 члена, го искачивме мрвот, значи без никакви проблеми. Би рекол Монт Блан е еден школски врв што не носи некои големи опасности во текот на искачувањето. Споменавте школски врв, споменавте опасности, сериозни надморски висини се, каква е разликата за оние кои што се почетници во овој спорт? Колку нив може да им предизвика страв, параноја, самото искачување, надморската висина? По што влијае по човековото тело највеќе? Па вака ние бевме еден мешови тим, у смисла на искуство. Неколку члена, поточно 3 членови бевме со големо искуство. Веќе искачен Монт Блан и, да кажеме, други врвови повисоки од Монт Блан. Меѓутоа, 5 члена од тимот беа буквално почетници на едни такви високогорски искачувања, со искуство тука по Балканот до некаде до 2900 метри. Бевме ние припремени, како што реков, и психолошки, значи си имавме ние во текот на овие месеци тренинзи, разговори. Како што очекував јас лично,
како што очекува и другите двајца искусни членови од тимот, зашто немавме ние некој конкретен водич, што бевме како од клуб, клубска акција. Значи се помина во однос на почетниците, значи како што кажав, тие 5 души кои што немаат такво искуство, помина се буквално перфектно, без никакви проблеми. Направивме соодветна климатизација која што е неопходна за искачување на еден врв таков од 4800 метри. Беа климатизирани, припремени, имавме доволно храна, не направивме никакви, да кажем, погрешни чекори, потези што може би повлекле некои проблеми таму. Значи се си помина во најдобар ред и што е најважно, членовите се задоволни, среќни од овои успехи и веќе како клуб имаме план за следната година, еве накратко ќе кажам. Значи следната година нашиот клуб, тоа ќе биде пак јадрото на следниот тим ќе биде од овие луѓе, значи сега што искачувавме. Следната година ќе го искачуваме Елбрус, тој е највисок врв во Европа, 5640 метри е висок, и од таму авионски ќе заминеме на Памир и ќе искачуваме врв повисок од 7000 метри, поточно ќе го искачуваме врвот Пик Комунизам и Пик Орженовска, тоа се два врва по 7500 метри двата. И на крај, значи, тоа, ете така, спонтано ги откриваме те амбициите на клубот. Значи, и веќе 2018 година ќе заминеме на Хималаите. За сега ни е во план искачување на врвот Лотце. Тој е комшински врв со Монт Еверест и е висок, и е четврт врв по висина на планетава. Висок е околу 8520 метри. Значи се започна од Монблан, намераваме, значи, за 2 години да искачиме врв од 8500 метри како тим. За вакви експедиции се потребни сериозни подготовки. Етапно, како траат подготовките пред да се тргне официјално да се искачува некој врв? Па, ја би кажал, значи, нема посебни подготовки. Едноставно, ако се бавиш со овој спорт, мораш да имаш континуитет. У континуитет се мисли, значи, искачување на врвови барем еднаш на неделата повисоки од 2000 метри, а кај нас ги има во изобилие, да кажеме, со различна структура на искачување. Ја би ги напоменал, за нас е најинтересни Љуботен, Тито врв, Солунска глава, Пелистер. Има, значи, уште повеќе врвови така повисоки од 2000 метри. Работиме постојано, значи еднаш до 2 пати на неделата имаме искачување на матка, тренинзи на карпи. Значи тоа е тоа што треба да се прави. Не постојат посебни подготовки, меѓутоа за Лотце или за некој друг врв од 8000, повисок од 8000 метри има посебни подготовки, меѓутоа тоа у посебна прилика ќе го објасниме. Значи таквите врвови барат посебни психолошки тренинзи, разбивање на страф. Ја, например, имав предодамна на Пурна, поготово и на К2, имав некои тестови тука на матка на браната за буквално растерување на страво што го имаш на душа и така. Кога ќе се најдеш во некоја ситуација, например, ја имав јаже извадено неколку пати на самата брана, во легната позиција го поминував. Тоа лично за мене се вежби за разбивање на стравот, значи ќе имаме такви вежби во оној момент кога ќе се припремаме за Лотце. Ќе се вратиме на Монт Блан. Споменавте дека тоа е планина која што не е толку тешка да се искачи, да се стигне, тоест врв, да се стигне до позицијата која што е зацртана како цел на експедицијата. Како траат тие рути? На колку време се прави пауза? Колку дена трае искачувањето? Па ја кажав, тоа е еден школски врв Монт Блан, не е многу висок, 4800 метри. Не треба, ова би го кажал на гледачите на ТВ Нова кои што се бават со планинарство и може би имат погрешна представа за Монблан, затоа што ја слушам разни информации тука што не се вистините. Значи на Монблан може да се отиде директно од нашите македонски планини, што кажав. Ако значи неопходно е, еве за Монблан само тоа е неопходно, искачување на, еве, например, Тито врв Љуботен во зимски услови. Значи неопходно е користење на дерези, едноставно да се осети како се движите низ снег, затоа што некаде од 3300 метри, еве на Монблан сте цело време на снег, скоро цело време. Значи тоа е нешто што е неопходно. Ако било кој, значи, во текот на зимските услови искачува врвовете над 2000 метри, над 2500 метри, значи не му треба на кандидатот ништо друго, може директно да
да се впушти во искачување на Монблан, меѓутоа секако треба да има покрај него искусни членови кои што би го воделе, би го коригирале и така. Тоа е тоа. Искуството при самото искачување за многумина е приоритет и велите мора да има искусни луѓе кои што претходно се качеле некој што е водич на експедицијата, капитен на тимот кој што ќе помогне во ситуација кога некои не би се снашле најдобро. Да. Зимски услови. Што значи зимски услови? Сите планини, ова го кажувам најлаички, од подножието до врвот ги носа сите 4 годишни времиња и промена на температура која што човековото тело треба да ја издржи. За тоа треба ли нешто посебно, сем облеката, гардеробата која што се носи? Па прво ја би кажал, мора да се направи една разлика помеѓу искачување на планина во летни услови и искачување на планина во зимски услови. Не е исто, ја би рекол, тоа е сосема различно, да го искачувате Тито врв во јули месец и да го искачувате Тито врв во јануар месец. Значи, неопходно е да се осети, да кажеме, еве, например, во зимски услови, кога го искачувате Тито врв, значи е сосема нормално вас да ве преклопи магла, да ви се сменат временските услови, да не знаете кај се движите. И во летно време случува да се појават облаци, меѓутоа си ја гледате патеката по која се движите, таа е и трасирана, значи со црвено-бела боја и така. Меѓутоа во зимски услови може да се случи да не гледате на повеќе од 1 метар од себе, мислам, нели, подалеку на 1 метар. Минимално. Да, и тогаш мора да се подпрете на инстинктите, на таа просторна ориентација. Без таква просторна ориентација, мислам дека е ризично искачувањето на Тито врв во зимски услови. Реков, ако се појават тие лоши временски услови. И затоа е неопходно да, кога се носи група, да има барем еден искусен член, кој што веќе му се изострени, да кажеме, тие рефлекси, знае да се просторно да се ориентира ако се сменат временските услови. Да ќе се навратиме малку, значи постојат можности и членови кои што значи немат искуство, да кажеме тако, високо горство, да се појават кај нив симптоми на висинска болест. И многу е важно тука водичот, значи, да интервенира, да знае како да изреагира, значи си има некои правила. Би рекол дека водичот, пошто веќе он има искуство на такви висини, кај него не постои никаква можност да се појават тие симптоми на висинска болест. Значи тоа се тие причини што е неопходно да се има барем еден искусен член во тимот. Висинска болест се појавува вртоглавица, притисоците во самото тело реагираат? Па, она се појава на различни висини. Ја би рекол, треба да знаат гледачите на Нова телевизија дека кај секого таа висинска болест, кај оние, значи кај кои што се појавува на различни висини. Кај некој може да се појави на 3, кај некој на 5, кај некој на 7. Јас сум гледал висинска болест се појават луѓе на 8000 метри. Многу е важно да се каже, тоа не се тренира, тоа не можеш да го истренираш, значи да бидеш отпорен на висинска болест. Едноставно, тоа е моје мислење, тоа се гените. Или предиспозициите ти се такви да поднесуваш висина, или не поднесуваш. И кај тие луѓе што не поднесуваат, едноставно не треба да се обидуваат повторно да кажем на некоја висина на кој што знаат дека ќе им се појави. Да, ќе им се појави, да. Нема гаранција, на некој може, како што реков, на 7000 да биде апсолутно функционален, ментално, физички, меѓутоа на 7500 едноставно паѓа. Ја би кажал, може не е тоа популарно за на телевизија, меѓутоа се случуваат, да кажеме, од таа висинска болест, срцеви удари, мозочни удари, луѓето остануваат горе. И тоа е сериозен проблем и треба да се внимава на тоа. Треба да се внимава. Ја ќе го кажам мојот пример, ете убав е. Значи, ја бев пред да почнам со високогорство и се одење на високи планини, едноставно бев едуциран што и како е и започнав, например, скалесто да ги скачувам висините, све со цел да видам како моето тело реагира на висини. Ја не бев да го влечувал, меѓутоа прва моја планина високогорска беше Арарат, таа е 5100 метри.
па после нејзе бев на Елбрус 5600, па бев на Конкагва 7000 метри, па на Мустагата 7500 и кога на 7500 метри на Мустагата, тоа е веќе висина приближна до зона на смртта, која што се појава од 7500 метри па нагоре, и кога на Мустагата буквално тие 7500 метри ги протрчав, се врати без никаков проблем и ми беа вратите за Хималај отворени. Мислам за врвови над 8000 метри. Значи, секој еден што сака да проба високогорство, искачување на Монблан па и на повисоко, мора, тоа е неопходно од ради негова лична безбедност, да започне скалесто да ги скача врвовите. Значи, Монблан е, да кажеме, почетна станица, 4800 метри, па после може да се оди на Елбрус 5600, па на Конкагва 7 и нагоре. И на секоја од таа висина он ќе види како се однесува, затоа што сепак се работи за живот. Многу од гледачите на телевизија Нова сум сигурен дека го имаат погледнато Еверест, филм кој што беше светски хит во овие 2 години, поврзан со алпинизмот и со искачувањето таму. Ние лаиците имавме можност да видиме дел од условите и кога сето тоа ќе се искомбинира со неколку документарни серијали поврзани со алпинизмот, веруваме вие сте го погледнали и самиот филм, колку може тоа да биде и реална представа, реална слика за искачувањето на високите врвови? Дали е самиот алпинизам, искачувањето на високогорските врвови е реално представен или сепак кога одите вие не се случуваат работите баш така како што ги видовме на Еверест? Ја ќе кажам за гледачите на Нова телевизија. Значи филмот Еверест го имам погледано и не само него, него буквално све што е снимено за планините, за Хималаите, дали сте документарци или е филмувано, например, за К2 има 2 филма, Vertical Limit, К2, за Нанга Парбат има еден филм, значи све е ми изгледано. Не може да се долови и во, например, оваквите филми, тоа што е представено као трагично, да кажеме, или ние го примаме, или обично човек го прима као трагично, не може тоа да го долови во ниеден случај, во ниеден процент што се вика она стварно што се случува горе. Затоа што горе, ако дојдете во една таква ситуација, а ја би кажал дека минатата година, 2015 на Напурна, имавме едно слично трагично искуство, како што е во филмот Еверест. Бевме принудени да останеме на висина горе, на отворено, буквално на јаже, закачени цела ноќ. Тоа ни беше веќе втора ноќ без пиење, затоа што една ноќ ја потрошивме без пиење во искачување на врвот, па на враќање не успеавме на време да симнеме и останавме уште една ноќ на висина од 7400 метри, буквално 2 ноќи без пиење и почна да се појавуваат травматични моменти. Имавме двајца загинати, имавме луѓе со повреди, да кажем, измрзнатини на раце, на нозе. Значи, буквално нешто слично како на Еверест, меѓутоа тоа е филмувано, а да се доживее нешто горе, да осетиш дека веќе животот ти е доведен пред, дека треба да се бориш за да преживееш таа ноќ, да преживееш еден саат повеќе, стварно е травматично. Но желбата за спорт победува на крајот и решавате да го продолжите патот по кој што сте тргнали? Па, ја би кажал дека секој еден, барем, што оди на врвови повисоки од 8000 метри, мислам дека секој е свесен што би можело да го снајде таму. Убаво нешто, освен самото искачување и самото чувство дека сте на еден таков предизвик, значи тоа е преубаво. Меѓутоа се друго што може да ви се случи, значи може да биде трагично, може да биде травматично, не знам како да кажам, значи сите ние сме свесни за тоа и мислам дека во тој припремен период, како што реков претходно, кај што постојат психолошки припреми, кај што постојат припреми, тоа се индивидуални, кој како сака си ги прави за разбивање на страва, значи секој еден е спремен за такво нешто и било што и да се случи, например, не може да тоа е љубов, значи не може да те одврати било каков трагичен настан да пробате, не да пробате, него да продолжите со тој спорт. Ја би кажал само дека тоа може да се сретни и по документарни програми, значи има луѓе каде што се хендикепирани последни такви искачувања, ампутирани раце, нозе, они продолжуваат со протези да искачуваат. Да кажеме, ете ја на Напурна изгубив два дела од, мислам од двата прста по еден дел изгубив. Меѓутоа не е тоа причина, јас цело овој период сега скоро цела година се припремам за
искачување на врвот К2 во зимски услови. Би кажал само дека на планета постојат 14 врва над 8000 метри. Останатите 13 врва се искачени во зимски услови, останато уште К2 како не искачен во зимски услови. Едноставно, кој ќе го искачи К2 во зимски услови ќе се третира како проноѓање на Светиот Грал. Имам такви некои реченици прочитано од големи искачувачи што ги имаат искачено сите 14 врва, нели, меѓутоа во летни услови. Така да, ете, имам уште неколку месеци за припреми и да пробам нешто што до сега никој не го направил на планетава, да се искачи К2 во зимски услови. Би кажал само дека К2 е втор врв по височина на планета, високо 8611 метри. Се третира со Анапурна заедно за најтешки и најсмртоносни. Јас сум веќе у преговори со двајца членови надвор од Македонија. Веќе ние сме согласни тројцата дека ќе одиме, ни треба уште, зашто К2 и во летни услови не се искачува индивидуално, значи мора да има јаки тимови, барем од 10-15 луѓе составени. И ние сега во моментот бараме уште неколку члена, па ако успееме, ако имаме среќите да се собере еден здрав тим, јак тим, ќе заминеме за К2, меѓутоа не треба да се запостави тој финансиски момент. Значи све ова ако се случи, ако се направи јак тим, ќе треба и тоа да се финансира. Ја нити во Федерација, нити во Агенција спорт и млади не сум го изложил овој план. Чекам прво да видам дали ќе се собере тим, ако се собере тим, ќе видиме дали ќе се собери така финансиска поддршка за да се изреализира тоа. Каква е таа финансиска поддршка? Колку пари се потребни за еден таков проект, поединечно за секој алпинист? Па овие врвови значи коштат, тоа не е јавно, секој може на интернет да отвори. Искомерциализирани, како да кажеме, поготово Монте Еверест, другите не се. Монте Еверест се, они коштат по $50,000, Монте Еверест е некаде $30,000. Трошковите се тука некаде, затоа што дозволите за искачување се многу скапи, што се плаќаат на матичните држави. Некаде К2, например, ја имав еден обид 2013 година, ме кошташе околу €25,000, меѓутоа 2014 веќе ме кошташе €16,000, затоа што веќе знам како да ги рационализирам и ги намалам трошковите, а Напур ништо ме кошташе 2015 година €16,000, меѓутоа морам да кажам, значи јас и други, најверојатно скоро сите Монте Еверест го искачуваат со помош на шерпаси. Све им обезбедено, не знам, шерпасите им носат, секој има личен шерпас. К2 и Анапурна јас ги искачував во тим каде што немав личен шерпас, никој ништо не ми носеше горе, морав сам шатор да си носам, храна да си носам. Значи, вода си носиме, плински боци мали, па си топиме нели снег горе. Меѓутоа мора да се напоменете на Монте Еверест јажињата се поставени од шерпаси и они ги одржуваат. А на К2 и на Анапурна секој мора да земе учество во поставување на тие вистински јажиња на носење. Затоа и тие експедиции, например, ете кај мене кошта и доста поевтино. Значи, ако некој сака од качувачите за К2 и за Анапурна, може да си набави шерпас, меѓутоа он кошта 5, 6, 7 до $10,000. Значи, ја ги рационализирав трошковите, буквално искачувам сам, само се приклучувам кон тим. Си земам учество таму, нели, како што реков, во сите тие активности и затоа мене ме кошта да кажеме и К2 2014 и Анапурна мината година €16,000. Иначе ако набавите, например, ако побарате шерпас кој што ќе ја придржува, тогаш доваѓаат трошковите до $30,000 и повеќе. Рековте се плаќа дозвола за на матичната држава за искачување. Колку изнесува таа дозвола? Колку заработува самата држава, што ќе ви дозволи да се искачите на нејзината планина? Значи, ја ќе кажам отворено, и тоа е вистина. Значи, некаде за Монте Еверест се кажува дека дозволата за искачување е $12,000. Значи, само дозволата да земете учество во искачување. Во таа дозвола не се влезени никакви други трошкови. Тоа е за Еверест. Ваму сега за К2, например, никој не знае колку точно кошта дозволата, нити може да најдете на интернет, или ако најдете може тоа не е потврдено. Меѓутоа, на К2, например, тоа е во Пакистан, само да напоменам, во Пакистан, значи не можете да идете сам во нивното министерство што е за алпинизам или не знам, да побарате дозвола. Него ни ќе ви упата да си најдете пакистанска агенција која што е овластена да
издава такви, да кажеме, дозволи за искачување. Сега тука затоа преска реков искомерцијализирано, значи не качувањето закадва, не искомерцијализирано, меѓутоа вадењето на дозволата е во некоја рука искомерцијализирано. Значи они ти ја даваат таа дозвола, ама те условуваат да ти дадат услуги со нормално за да им се зголеми нивниот профит, услуги до базниот логор и во базниот логор. Значи тука ти мораш од нив да земеш, значи не постои друга опција. Да земеш нивна услуга, не знам, храна во текот на базниот логор цело време, шатори, не знам, такви работи. Значи ти услугуваат и они тука, да кажеме, нормално ја зголемуваат цената, профитираат, ти наметнуваат тројца кувари, двајца помошници, не знам, нивни, мораш тоа да го прифатиш. И тука, значи, цената расте. И некаде таа дозвола кошта, да кажеме, за кадва за искачување околу, како што реков, 15-16 илјади евра, значи во евра ако се пресмета, со тоа што од базниот логор нагоре немат никаква обврска, значи сам мораш да се организираш со другите тимови, да се набават јажиња, да се поставуваат и јажиња, сам си носиш храна, сам си носиш шатори. Тоа е, ако евентуално, значи, они дават самите агенции, значи, тоа може да се провери на интернет, даваат услуги, тоа се вика full сервис, ова се вика сервис base camp, така беше, значи само до базниот логор. Значи, ако побараш носачи, они ќе ти дадат носачи, тогаш цената расте вртоглаво $30,000, например, да ти обезбедат храна, оние горе во базните логори, меѓутоа ние, барем во Македонија, не можеме тоа да го платиме. Тоа се сериозни финансии и на тоа треба да се додаде дека секој искачување бара посебна опрема. Па посебна опрема ја не би набројувал, значи опремата за над, ќе ја наречам јас така, за над 8000 метри кошта некаде 5000 евра. Значи тука спаѓаат чизми 800 евра, јакна специјална за горе, да кажеме, и таа кошта 600 евра. Морате да имате барем 2 вреки за спиење кои што ги дотурате до горе. Една вреќа за спиење е 600 евра, што е до минус 30, минус 40. Па морате и шатори да си имате. Ја, например, 2014 година, 2013, извинете, на К2, кога бевме 21 искачувачи од цел свет, никој не го искачи врвот, имаше двајца загинати, па ние се вративме. Тогаш бев буквално сам и имав дотурено горе 4 шатора. Во секој вистински камп сам ги имав дотурено, еден шатор кошта по 400-500 евра. Значи тоа се трошки минимум 5000 евра да се изреализира само трошковите за опрема. Да ги тргнеме финансиите и да се вратиме на самото искачување и на начинот на кој што се води целата експедиција. Што опрема, не од облека, од компас, мапа, што конкретно користите за да може да се снајдете за да се надмине тој проблем со магла, облаци? Значи, ништо не користиме од додатна опрема, компас, магла, GPS, некои користат GPS, ја не користам, ми ќе кажам од која причина. Еви у клубот, например, некои членови викаат да се земе GPS, ја напомнав преска кога ќе ве фатат лоши временски услови, вие морате да се, значи се случува и во Македонија, трагични настани, например, да се изгубат планинари, информирани сте, нели, у невреме, па се случуваат потраги, не знам, по нив, па може некој трагично да заврши со повреди, сето тоа. Значи, јас сум противник на компас, не може да користите во планинарство, тоа е во друг спорт, меѓутоа GPS некои користат, меѓутоа GPS-от буквално ќе ви ги минимизира, да кажем, или ќе ви ги уништи инстинктите за таа просторна ориентација. И јас сум противник, тоа кажав и у клубот. Моја препорака е во клубот да не се користи GPS. Сите мораме, значи, ние не одиме еднаш на Титоврв, него на Титоврв одиме и во летни услови, во зимски, неколку пати. Мора секој да се ослони на тие ориентации што ни ги дава самата планина, каде има карпа од прилика, да се знае како личи таа карпа по однезе, на колку метри, во кој правец, да кажеме, рутата, па каде треба да се сврти левот, значи тоа мора секој, јас тоа го кажувам, значи мора секој добар искачувач да има ментална слика во главата,
каде му се наоѓа рутата, да знае кои се тие неколку битни, да кажеме, точки за ориентација, дали е камен, дали е, не знам, некоја карпа. А ја, например, со години наназад го искачувам Титов врв, сум го искачувал и сам, во зимски услови, меѓутоа ноќе. Значи, во јануар, февруар месец, тргам од 10 сатот, попа шапка, мене ми се случувале нормално и облаци, магла, снег да ме фати, меѓутоа како така се ориентирам и се враќам назад. Имавме ние оваа година како клуб искачување на Тито врв и на Љуботен во ноќни услови, значи зборам за зимско искачување јануар, февруар, мада клубот ние го регистриравме март, меѓутоа како клуб функционираме веќе од 1 јануар што се вика. Ете и на Љуботин и на Тито врв не фаќаше магла, ни се покриваше патот, меѓутоа се знае каде е рутата. Ако користите GPS, такви работи, вие не сте планинар за мен или не сте алпинист. Доаѓа до премногу механичко движење. Да, тоа помага, например, меѓутоа не секогаш може да ви се расипе GPS од батеријата, да откаже или било што. Едноставно во лоши временски услови GPS-от не функционира најубаво и вие сте буквално врзани таму. Безпомошно. Да, како устапица фатени од планината. Затоа мислам дека прав планинар не треба такво нешто да користи. Уште помалку, ја не сум видел некој да користи па на Хималаите. Обично на Хималаите во добри временски услови се поставуваат и јажење или од камп до камп и едноставно и да се случат лоши временски услови, успеваме преку јажињата они буквално ни ги покажуваат рутата, се вратите до кампот и така. Мада и би рекол, значи многу полежерни сме на вакви планини отколку на Хималаите, а на Хималаите мислам дека поготово за Кадваке што бев 2 пати, мислам дека буквално секој камен го имам као ментална слика во главата, секој дел од рутата, затоа и се спремаме за искачување во зимски услови на Кадваке. Колку има интерес во Македонија од помлади дечки да се занимаваат со? Па последниве години, тоа е моje мислење, значи буквално има еден процват на овој спорт на планинарство, на алпинизам и не само на овој, на трчање, на велосипедизам, значи се отвараат масовно клубови, што е многу позитивно. Значи има интерес од млади генерации, па и не само млади, него се зачленуваат и за прв пат почнуваат во планинарство, во алпинизам, со различна возрастни или па и повозрастни. И повозрастни, значи се е тоа позитивно, има голем интерес и се е тоа добро. Тука мора да се каже дека значи и Федерација планинарски спорти, зборам се за планинарството, и Агенција спорти млади, јас го пратам тоа постојано. Значи има план програма, тоа е расширено една мрежа, анимирање на млади луѓе, што е неопходно за една нација, или ако младите не спортуват, не се бават со спорт, тоа е негативно. Значи институциите си имат фатено ритам, ви кажав, тоа го гледам по Facebook, го гледам по телевизија, значи лично ако мене некој ме праша, пошто се бавам со многу спортови, значи редовно и со пливање, со тенис, трчање, маратон, ултрамаратон, алпинизам, планинарство, значи гледам на сите полиња е активирано, од млади па до, како што реков, до најстари, сите земаат учество и се е тоа добро. Хипотетички земено, млада личност, 18, 20, 22 години, колку време и што треба да помине за да стигне до момент да може да се искачи на Монт Блан? Колку потребни качувања се, колку тренинзи се потребни низ Балканот и Македонија и нашите врвови? Да, убаво прашање, значи За оние кои што сега не сакаат да се приклучат кон... Да, значи ја не кажав претходно, неопходно е значи поединецот да биде прво физички здрав, да нема срцеви мани, не знам. Значи ако он физички здрав, сега да земе некој дете, некоја млада личност од 18 години и да почне, во клубот имавме еден таков, значи почна со нас и го качи Монт Блан. Значи ако почне со тренинзи редовни, ама да бидат тие канализирани во некој клуб каде што има некој да пренесува, да го упатува, затоа што ако да нема преоптеретување. Тоа ќе кажев, затоа што ако го преоптеретите, значи може некој пријател вас да однесе на водно, он го качува, не знам, Тито врв го трча, сега ќе те тера и ти да го трчаш водно, ти ќе паднеш на пола и ќе кажеш ова не е за мене.
А не е така, значи некој треба убаво да ви упати со тренинзи, значи постепени, полека да се каже, да кажем водно, китка, патито врв. Значи прашањето ваше ќе ви одговора, ако се направи се стручно, ја мислам за една сезона, за една година од прво искачување, да кажеме, на водно, поединецот ќе може да окачи и Монблан, ама да го фати тој зимски период, реков дерезин или движење по снег со цепини и така. Значи една година е доволно за Монблан и веќе може наредната година да се стигне до 7500 метри. Ја објаснив приеските така испадни прашањето, значи ние почнавме оваа година, качивме Монблан од 4800 метри, следната година продолжуваме 5600 и одма, значи одма продолжуваме после неколку дена ќе одиме на врв од 7500 метри, затоа што ако поединецот се покаже добар на 4500, одма се тестира Елбрус, кажавме 5600, ако таму се покаже добар, не се пројави вистинска болест, значи одма продолжуваме на 7500 метри, нема потреба, значи не е неопходно со години да се влечеме, не знам, да качуваме Титор, па и после 5 години ќе пробаме Монблан, па после 5 години ќе пробаме нешто 7000 метри, нема потреба. Значи ако физички се фати една година добри тренинзи, значи во еден клуб да кажеме, и може буквално ние сега тимот што бевме на 4800 метри, ние никој нас нити медицината, нити некој ни брани ние да пробаме да отидеме на 6000 метри. Значи ќе отидеме и тука ќе се види дали некој ја не верувам, значи барем пола ќе го искачат врвот од 6000 метри без да пројават симптоми. Што се вика после еден месец ние можеме да одиме истите тие што сме поминали убаво на 6, значи може да отидеме на 7,5. Значи една година е доволно да се направат нели тие проверки, тренинзи, физичка кондиција и да кажеме во период од 2-3 месеци може да се проба 4800, 5600 и на 7500. Медицината не го брани тоа. Медицината не го брани тоа, Монблан го качувате експедиција, рековте 8 души, од кои 7 стигнуваат до врвот. Ја би напомнал само да не испадне дека некој не успел да го качи. Еден член и тоа ја реков тројца бевме поискусни, техниот од поискусните доби алергија. Едноставно не знаеме од што. Они се уштиде по лекари, нешто му стават инекции, вакцини, му потече лицето и Така, добро, тоа не е до можност, да, или не можност ни да до се вистински скачи. болести, ни до тренинзи, него едноставно дали од храна нешто таму му се случи и до ден денеска, еве, после 10 на 15 дена, он се уште има мак, иде по лекари и така. Прашањето и моветот го воде во контекст на не смееме да ги заборавиме дамите. Вие бевте машко друштво на последното искачување, но колку жените во Македонија сакаат да се занимаваат со овој спорт? Па жените се занимаваат, меѓутоа пред се како и кај машките, ама ние некако сме поупорни. Финансискиот проблем, значи, предпоставам ги кочи жените. Јас слушнав дека 2-3 девојки наши биле на Монблан оваа година, не знам дали го искачиле. Ние во клубот имавме некои заинтересирани, меѓутоа од финансиска природа оние се откажаа. Меѓутоа се надевам понатамошните експедиции ќе нормално, мислам, планината е достапна и за машки, нема полова дискриминација да кажеме, има жени качуваат и Хималај, еве нашата Илина Арсова, значи Има одлични резултати за да, има одлични резултати и ако нешто негде не отишла, значи не отишла ради финанси. Ако негде ја не сум отишол, пак финансиите биле пресудни или некој друг ако негде не отишол, значи најголем проблем ни се финансиите. И тешко се наоѓа спонзор за тоа. Па, ја би кажал, кај нас ја добив поддршка од Агенција Спорт и млади за Кадва и за Напурна. За Кадва имав поддршка од Пивара, меѓутоа за Напурна ниедна институција, приватна, да кажеме, фирма, компанија не пројави интерес да спонзорира. Спонзорираат нешто, еве се гледа, ние бевме како тим сега за Монблан, добивме, нема да криеме, 15.000 денари, што е многу малку, меѓутоа пак не те помогна бензин ако не ги ставите во колата, од општина Ѓорче Петров. Добивме од никој друг. Значи, нема... Иако даваат, да кажеме, Минимални средства, минимална што... по 100, по 200 евра, што ако преме муабет еве за следната година, за одење на пик комунизам, пик Руженовска, тие се по 7500 метри, значи не се, ја ќе кажам, тие се некаде по човек околу 3000 евра.
со авионска карта влезено од Скопје до враќање, значи вкупно би коштало 2,5 до 3.000 евра, не е многу. Меѓутоа, ако некој ви понуди 100-200 евра и да ги земете, ние не ги земаме, например, и да ги земете, не можете да изреализирате, зборам за таква експедиција, не ги земаме. Мене ми нуделе за кадва 200 евра, 300 евра, не сум ги земал затоа што не ти вршат работа. Од друга страна се чувствувате должни према спонзорот на некој начин? Па не, например, мене пивара ми беше спонзор со 5000 евра, не кријам јас 2014 година за К2 и сега некој ќе и благодарни се за тие, значи што имаат разбирање 100 евра да понудат, меѓутоа не ги земам зашто треба да ги ставиш еден до друг пивара и спонзор другиот, разликата во поддршка е огромна, да. Е голема. Имате сериозен план за следните 2 години во кој што ќе сакате да искачите, се надевам дека ќе успеете во тоа, да искачите вровови кои што се недостапни за многу луѓе во светот, пред се заради висините, заради тежината и напорот кој што го бараат овие искачувања. Колку човечкиот организам е подготвен, до колку години може да се занимава со овој спорт? Значи нема лимит. Ја кога бев на Елбрус, значи тој е највисок врв во Европа, се изненадив од еден податок што го прочитав таму, го има на табла, се може тргната. Ја бев таму 2004 година, ми се чини на Елбрус. Стои дека некој, ја дури името мислам го памтам, Чока Залиханов, некој мештанин, значи од Кавказ, на 101 година, значи кога имал 101 година го искачил врвот Елбрус. Ја тоа го прочитав кога идев, значи на качување и мене тоа ми даде сам енергија, викам, ја ќе го изедам Елбрус да кажеме. Ако тргнав од тука имаше контраверзни некои изјави, Здравко нема се врати од Елбрус, не знам сето тоа. А ја Елбрус го качив 2 пати во 3 дена го качив. Ја и планирав некаде 7-8 дена, 9 за искачување и првиот ден го искачив до душа и немав намера тој ден да го искачам, само сакав да се аклиматизирам до еден дел 4700 метри стикат пастукови карпи, стигна без никаков проблем. Врвот беше, не се гледаше, меѓутоа викам ај уште малку, буквално ај уште некој метар да се аклиматизирам. Стигнав до врв, немав камера со мене, се вратив, значи стигнав до самиот врв, се вратив назад на 3800 метри, таму е као базен логор. Има еден дом приют 11 се вика. Следниот ден така се одморив. Значи потоа отидов буквално со камера, со се, со апарат, си го искачи врвот без никаков проблем. Значи сакам да кажам, поентата беше за тој Чока Залиханов, значи на 101 година го искачувал Елбрус и тоа не знам некаде преку 100 пати го имал искачено. Лани мислам дека беше преку 100 пати до 101 година. Да, до 101 година, малка символика, да. Меѓутоа мислам дека беше пред 2 години, 3 не сеќавам, Монтеверес го искачи еден јапонец на 71 година. И би напоменал само лани на Анапурна бев со еден шпанец, он има 76 години и има искачено 12 врва над 8000 метри. Лани проба со нас 2015 да искачи Анапурна, не успеа да искачи, цел негов тим не ја искачи. Оваа година искачи и мислам дека на шпанецот, значи не знам, преку 70 години има, дека се спрема сега за следната година да го искачи последниот врв, што е над 14 врв негов над 8000 метри, да улагири, тоа е 8200 метри. Значи човекот, мислам дека има 76 години, Карло Сорија се вика, ете може некој да прови на YouTube, на Википедија ќе види за него, на 76 години он е витален, трча побрзо од мене. Значи годините немат врска, ако имате редовни тренинзи, ако не се бавите, тоа отворено ќе кажам, може некој ќе се навреди, ако не се бавите со цигари, со алкохол, не знам, ако си водите еден нормален спортски живот, ја мислам и на 80 години луѓе можат Еверест да го качат. Не дека е лесен, извините да ме прекинам, не дека е лесен, него ако телото вас ви носи, да кажеме, висина, значи, ќе ви носи и на 30, ќе ви носи на 50, ќе ви носи на 70. Ако се одржувате со физичка кондиција, затоа што би кажал дека да не мислите гледачите на нова телевизија дека ние качуваме од 4000 метри во еден ден треба да отидеш на 8800 и да се вратиш назад. Тоа си иде постепено, се аклиматизира, некаде рутите не се подолги од камп до камп 700-800 метри во еден правец, нели? Тоа може секој да го издржи, ако некој е помлад, повителен, ќе го качи за 3 сати, ти ќе го качиш за 4 сати, ама ќе се качиш горе.
И пак таму ќе се направи пауза. И ќе се направи пауза, не остануваш во горниот камп, си преспиваш, следниот ден идеш пак 700 метри. Значи многу е битно телото да носи висината, тоа е генетски код. Он важи и на 70 години, на 75, меѓутоа реков ако имате еден спортски живот, ете да не навредам некого со цигари и солка, ако имате спортски живот, ако сте, као што реков и на почетокот, ако имате континуитет во спортување, тоа е закон. Значи ако немаш континуитет, све е џабе. Зашто многу е тешко да се вратите повторно кондиција, ако направите пауза 3-4 месеци, па ставите некој кило на вас повеќе, па ослабуваат тука и виталните органи, да кажеме, после пак од почеток, нели, мора да се има континуитет. Дали висината на самиот албанизам на алпинист, би рекол 1,80 м, 1,90 м, 1,70 м, дали тоа влие при искачувањето? Дали за пониските е полесно или обратно? Не, ја би кажал, значи ова е непотврдено, значи нигде не сум прочитал и може да е грешно, него моje мислење што сум размислил до сега никогаш, сум бил многу пати гостин во разни емисии, никогаш никој не ме прашал вакво прашање. Моje мислење дека е најсоодветна висина негде околу 180. Тоа значи според таа висина која мускулатура ќе имате, колку ќе носите, колку ќе бидете, да кажем, физички јак, не мора да значи. Меѓутоа, јас не сум сретнал, многу е важна, значи, тежината. Не сум сретнал, не сум видел, погото на Хималаите, некој да има голема тежина на него во однос на висината, да не кажем поголема килажа. Така, дебели. Не сум сретнал. Лош збор е дебели, нема да го кажеме, меѓутоа мора да се има некоја пропорционален однос на висина и на тежина. Значи, ако имате многу повеќе тежина, горе нема да може да издржите. Самата тежина, знаете, тоа се више отворено кажано од медицината, се носи проблеми на срце, не знам, гојазност или како ја викат. Значи, реков, здравствено мора да бидете во ред. Тоа се подразбира, значи, пропорционалност во однос на висина, тежина и така. Мислам дека офативме се што сакавме да офатиме во рамките на овој разговор за гледачите на телевизија Нова. Ти благодарам што одвои време за сите овие детали, ти посакувам многу успех и на тебе и на вашиот клуб и на сите алпинисти кои што се од нашава земја. Да продолжите со успеси, да не радувате, да го веете македонското знаме на сите овие светски вровови и да се видиме повторно тука во ова студио. Се надевам по искачувањето на К2 во зимски услови. Може би ќе станете и првите во светот што го направиле тоа и да се израдуваме заедно на тој успех. Благодарам прво за поканата во емисијата. Јас само би кажал, ако имаме успешно искачување следната година, сами ќе ви се јавиме да пренесеме импресијата од Елбрус, од Пик Оржановска. Би кажал само дека требаше да имаме уште еден член од клубот тука, меѓутоа оправдано е одсутен. Се надевам следната година, ако биде се како што треба, ќе имаме повеќе гости во емисијата од клубот, па ќе кажат и они нивно искуство и така. Сите впечатоци на едно место. Да, сите и од различни по искуство, да кажеме, членови, што е многу важно. Уште еднаш ти благодарам за одвоеното време. Почитувани, тука го завршувам овој разговор. Се надевам дека сте задоволни од информациите кои што имавте можност да ги проследите и визуелно и графички во ова студио. Остануваме доследни, ги следиме сите наши спортисти како со успесите во нашата држава, така и надвор од неа до некоја следна дружба. Ве поздравувам.